120 години од поставувањето темели на Илинденска Македонија. Се народна прослава, но без народ. Скриен за тврдината Кале, премиерот прв побегна од прослава со граѓаните за празникот на Републиката. Без масовни посети се одбележуваше 79 години од Тасно во Пелинце и на манастирот Прохор Пчински, а со свирежи спикерот Џафери се обраќаше пред македонскиот народ во Крушево. Има ли народ како минатите години? Не, нема. Порано е имало многу, а сега не. Многобројните посети за Илинден и во Крушево ги нема веќе. Истовремено расте и незадоволството кај граѓаните. Пак не боли за Македонија. Тука ни е срцето, тука сме родени. Само ова што го прават овдека, ова е срамота. Народот да не го пушти да бидне на мечкин камен. Што имаме овдека? Немаме 2000 луѓе. А имаме овдека довадено кој беа 20.000 од цела Македонија. Ова е срамота, ова не е убаво. Со ироничен статус реагираше и екс-министерот за финансии Хајредини, кој пишува дека немало кој да го исвирка премиерот на Кале, каде празникот се одбележуваше без присуство на граѓани. На талат му свиркале, додека на Ковачевски немаше никој да му свирка. Дека прославата за Илинден ќе биде чиста фарса, за Алфа говореше професорката по историја Катерина Тодоровска. Ковачевски прославуваше на Кале, која на никаков историски начин не се поврзува со 2 август, бидејќи не сака да се соочи со народот, смета професорката. Не сакате да се соочите со народот, со сопствениот народ кој што ве плаќа, или втората работа е сакате да го потцените, да го омаловажите и да го натерате народот да го заборави исконското чувство кон Илинден и да го пренасочите кон Кале. Кале не значи ништо, значи на Илинден, на тој сам ден. Но не само годинава, и лани прославата за Илинден не помина како што се памети. Ковачевски минатата година обезбеден со над 1000 полицајци се обраќаше на мечкин камен, а голем број автобуси го наполнија Крушево, за кој на социјалните мрежи беше објавено дека се организирани од владеачката СДСМ. Сепак, ниту тоа не беше доволно Ковачевски да не биде причакан со свирежи покрај аплаузите, најверојатно од своето партиско членство.